Во третата година пред нашата ера се родил Цезар Октавијан Август, посвоен син на Јулиј Цезар, првиот римски император. Откако ја победи војската на Маркус Аурелиј и Клеопатра на акции во 31 година пред новата ера, тој ја преседе целата моќ и воспостави нова форма на влада, кнежество и воспостави Пакс Романа, мир низ Римската империја. Неговото владење се смета за најсветлиот период во историјата на Рим и се нарекува Августовско или Златно доба. На денешен ден, во 1687 година, во борбата со турците, за време на нападот врз Дувно, бил убиен војводата Стојан Јанковиќ, воениот офицер на Равни Котар во Венецијанската служба. За неговите подвизи во борбите против турците, венецијанските власти му ја доделија титулата кавалер. Во 1817 година Шпанија и Велика Британија потпишаа договор за забрана на трговијата со робови. Во 1819 година роден е францускиот физичар Арман Физо, кој во 1849 година за прв пат ја пресмета брзината на светлината без употреба на астрономски пресметки. Во 1840 година црногорците убиле 80 турски војници на Дурмитор, кои тргнале да соберат данок. Хрватскиот поет Иван Мажураниќ ја отпеа херојската епопеја Смртта на насмевката Ага Шенгиќ за тој настан. На овој датум, во 1846 година, германскиот астроном Јохан Готфрид Гале ја откри планетата Нептун. Во 1866 година српскиот принц Михајло Обреновиќ и црногорскиот принц Никола I Петровиќ склучија договор за заедничка борба за ослободување од турците. Принцот Никола се обврза да се откаже од престолот во корист на принцот Михајло во случај на обединување на двете држави. Во 1914 година во Првата светска војна во првиот воздушен напад врз Германија, британското воздухопловство го бомбардираше градот Дизелдорф. Во 1916 година роден е италијанскиот политичар Алдо Моро, премиер на Италија од 1963, 68 и 1974-76, водач на Христијанско-демократската партија. Терористичката група Црвена бригада го киднапираше во март 1978 година, пошто беше убиен во мај. Во 1939 умре австрискиот психијатар Зигмунд Фројд, основач на психоанализата, особено заслужен за истражување на подсвесната психа и нејзината поврзаност со сексуалниот нагон. На овој датум, во 1957 година, Грција го отфрли барањето на Романија да се приклучи кон Балканската алијанса, потпишана од Југославија, Грција и Турција во 1953 година во Анкара. Балканската алијанса беше формирана како одговор на воениот притисок на земјите од источниот блок врз Југославија. Во 1973 година Хуан Персон по трет пат е избран за председател на Аргентина. Неговата сопруга Изабела стана подпредседател. Во 1973 умре чилијанскиот писател и дипломат Пабло Неруда, еден од најголемите поети на Латинска Америка и шпанскиот јазик, добитник на Нобеловата награда за литература во 1971 година. Во 1997 на мировните преговори во Северна Ирска, протестантските синдикалци разговараат директно со водачите на Шин Фейн, политичкото крило на Ирската републиканска армија, за прв пат по 75 години.
На овој датум во 1998 со резолуција Советот за безбедност на Обединетите нации побара прекин на огнот меѓу српските безбедносни сили и косовските албанци, мерки за спречување на хуманитарна катастрофа и продолжување на преговорите за ставање крај на кризата во Косово. Во 2010 година во Шпанија е пронајдена непозната слика од 16-тиот век на фламандскиот мајстор Питер Бругел. На сликата виното на Свети Мартин, изработена во техника на темпера на платно, прикажана е група од стотици луѓе кои се туркаат околу буре за да го пробаат првото вино на денот на Свети Мартин. На денешен ден во 2016 година 148 тела беа извлечени од Средоземното море, откако брод со околу 600 мигранти се преврте крај брегот на Египет. Несреќата ја преживеа 150 луѓе.